Проба. Ще почнемо малко по-досне. Јас сум Никола Свети Николе. Тука сме за да ја представиме првата книга за Свети Николе во која што се собрани оригинални фототипи од првите научни писанија за овој град, од првата половина на 20 век, втората половина на 20 век, многу исечаци од текстови од книги во кои што споменувало нашето Свети Николе, од крајот на 19-тиот, цел 20 век, одбрани наслови од исечоци од весници, од Нова Македонија конкретно и Овчеполски глас, весник кој се објавил овде во Свети Николе од 1974 до 1988, 86 или 88. И зашто го споменувам Овчеполски глас, на војот овој начин. Утре е Митровден, 8 ноември. Повозрастните кои што се овде, ви благодарам на сите за присуството. Четок не се да благодарев, извинете поради целите технички подготовки. Повозрастните овде, невозрастните особено, паметат дека датумот на ден на ослободување на Свети Николе до пред некое време, сега тоа кога било некое време, бил на 8 ноември, а не на 14 септември. Но ми е мило што денес на 7 ноември, значи ден пред 8 ноември Митровден, од Митровден до Ѓурѓево Венели, имаме прилика да ја представиме оваа книга. За почеток на овој настан ќе ги поканам моите драги соработници од Ансамбл Македонија да ви представат дел од нивниот опус на препевно македонски народни песни, кои што потекнуваат од Овче поле. Со нив работиме уште од минатата година, од 2020 година. Заедно со мојата екипа од продукција Ристон снимавме, овој скоро сите знаете сте го гледале Овче полско оро во дворот на црквата Свети Никола, но и многу други материјали. Повелете девојки од Ансамбл Македонија. Yeah.
Ова што го гледате пред мене е дел од мојот книжевен опус, создаден во изминатите дузина 12 години. Денес ќе се задржам само на оно што е објавено за мојот роден крај и мојот роден град. За Овче поле до сега се објавени за овчеполските работи, зборник за Овче поле, книга 1, книга 2, книга 3, книга 4, книга 5. За Свети Николе се објавени Свети Николе, главната населба во Овчеполската котлина и големиот зборник за Свети Николе, кој што го представуваме денес. Бидејќи многу ми е мило што ве гледам овде, повеќето од вас, да не речем скоро сите, ги следите моите обраќања во јавноста, но и моите појавувања на телевизија и гостување на радио во кои што говорат за мојот роден крај. И нема да должам многу што е зборник за Свети Николе и зошто зборник за Свети Николе. Навистина се надевам дека во догледно време ќе имаме прилика, како што го гледавме ова за музејот сега, да гледаме видео за градска архива во Свети Николе. Во Свети Николе на едно место, ниту во музеј, ниту во библиотека, ниту ние немаме градска архива. На едно место нема собрана литература која што е важна за нашиот град. Не зборувам тука само за историски текстови, но тука за мултидисциплинарен и интердисциплинарен пристап кон собирање на научната литература. Како што знаете, во зборниците, голем дел од содржината на зборниците е фототипни оригинални текстови, кои што многу од нив ги нема дури во државните библиотеки. На крајот од зборникот се напишани користената литература, извори и библиотеки, од кои што сум црпел, дел од кои што се изворите од тој каде што сум црпел материјал за подготовка на овие книги. Зборник за Свети Николе имам ја право да читам отне, нели кај. Сега се ќе читам отне за да видам сега што треба. Зборник за Свети Николе е книга која се објавува со цел да останат запаметени записите за градот кои што биле објавени во минатиот век. Со оваа книга го представувам, прикажувам Свети Николе, градче кој што се наоѓа врз старата населба Свети Никола, по чии слои со сигурност постојат остатоци од постари населби, дури од претходни цивилизации кои се недоволно познати за современата наука, но дури и во овој 21 век. Географската поставеност на Свети Николе во средишниот дел на Овчеполската котлина, која се наоѓа во центарот на целиот полуостров, заедно со климатските услови, културното наследство и природните ресурси на регионот, му возможуваат на нашиот град Свети Николе и на целиот регион и на целата општина Свети Николе, па и соседните општини, потенцијал за иден економски и еколошки развој во насока која ќе го задржи Свети Николе како главна населба во Овчеполската котлина, но и ќе го прошири и изголеми влијанието на овој град, како што реков, врз целиот Овчеполски регион, кој има свои засебни природни и културни карактеристики. Зошто тие стари книги? Сведоштвото од старите книги ни овозможуваат појасен увид во минатото, а тоа секогаш може да ни олесни сегашноста и да ни даде упорство за иднината. Многу пати сум го споменувал тоа, колку заволена вистината, колку повеќе одиме назад во минатото и наоѓаме постари и постари извори на литература, толку повеќе она што ми се гледа како модерно и ново, како представена литература, всушност станува секоја чест на исклучоците и релевантните извори и преводи, но поголемиот дел гледаме дека од она што е представувано во последните 30-40 години е само превод и препис на текстови, кои што биле објавувани и преведувани од неколку јазици. Во оваа книга, она што ми е многу драго е што го ставив целиот прв научен текст за Свети Николе. Тоа е текстот објавен од почитуваниот Мане Чучков, чиј што и докторат бил за Свети Николе и Овче поле, насловен како Варошица Свети Никола на Овче поле. И во тој текст Мане за прв пат пред
1936, значи во првата половина од минатиот век, пишува за Свети Николе, за тоа од кога настанала Свети Николе, така натаму. Имав прилика мојот драг пријател Костадин Галапов, кој што е присуден овде, да ми сподели еден патепис од крајот на 19 век, кој што сега станува најстариот патепис од рисјани, напишан на наш јазик, објавен во изминатите 200 години. Она што го имаме како патеписи за нашиот град е од Евлија Челебија, кој што поминувал 2 пати во и околу Свети Николе, но и од други патеписци, Ами Буе поминал тука, но и многу други патеписци, особено истражувачи од соседните држави, но и забележуваме овде присуство, забележено присуство на крајот и особено во првите децении на 20 век на многу германски, француски, англиски научници, истражувачи и новинари. Во зборник за Свети Николе можете да најдете опис на првите пописи од турско време, како што го нарекуваат, од турските таподефтери од 15 и 16 век, во кои што се буквално по име ги пишува луѓето кои што живееле на територијата на денешно Свети Николе. Во тие пописи се забележуваат 2 насалби, Клисели и Сви Никола, дури во многу од описните турски таподефтери тие 2 насалби, затоа што ѓуриште, како што знаеме, во многу наврати во минатото било важна граница и овој дел допал лишенци навам. Па тие 2 насалби Клисели и Сви Никола, затоа што и дури Сви Никола се дели на големо и мало, тие 2 насалби скоро цело време се потврдени во тие таподефтери, но значено е тоа што едната ја пише во Штипската, а другата во Мегоричката нахија. Кога сме кај Мегоричката нахија, постои предание, но мило што овде е содржан текст, пишуван со мојот покоен дел Лазар Серафимов во 2013 година, наследен како колку цркви имало во Свети Николе. Постои легенда според која што денот во Свети Николе имало 40 цркви, од повеќето од кои биле разрушени, па останала најголемата и најубавата црква Свети Никола, но за тоа не се пронајдени никакви ниту пишани, ниту пак материјални докази. Она што покажуваат истражувањата на терен, пренесени преку тие фототипни текстови, кои што, како што кажа, се содржани во овој зборник, но и народните предања и легенди, дополнети со видливите остатоци на терен, слободно можеме да предпоставиме дека според една стара легенда од Овче поле, можно и овде да постоеле на вистина, не во Свети Николе, но во целото Овче поле, затоа што Овче поле е многу малку поширок поим од тоа што се подразбира во последните децении, кои би рекол слободно и во последниот пола век. Постоеле 365 цркви. Тоа несомнено е поврзано со времето на писменоста од Кирил и Методи, па и тие историски случувања кои што биле многу простори. Освен тие описи на пописните таподефтери за Свети Николе, овде е содржан мој авторски текст за Свети Николе во 19 век, во кој што детално сум опишал она што јас сум било како спознание и сознание и увид од сите овие текстови за мојот роден град во 19 век. Содржав текстот мој дел за Серафимов за Свети Николските училишта во 19 век, за кои биле првите училишта. Како што знаеме, Свети Николе, спомнав дека Мане го запишува како Варошица Свети Никола на Овчен поле. Свети Николе како град е економски, според тие текстови, кои сака нека се провери, дека го спореди она што е во зборник за Свети Николе со се што е објавено подоцна од 70 до 20 век за Свети Николе, ќе види дека најчесто тие преписи и преводи само на текстови пренесуваат едните исти информации, па она што го велат дека кога дошол српски милутин и се договорил со Шарл и Карло Вала за да ги поседува земјите од Штипа, Стиво, па нагоре и цело Овче поле, дека од
начекал овде некоја стара мала црквичка запустена Свети Никола и ја обновил и од тогаш има наслова, бла. Овде е потврдено, присутните, голем дел од присутните знаат, 2011 година во градската црква при работите за дренажа од страната беше откриен свод буквално од нешто што наликуваше на рано христијанска базилика, дополнато со неколку гробови. Да не трошам струја на обшта. Дополнато со неколку гробови со остатоци од 4 век, кој што покажува, заедно со други остатоци од рано христијански базилики, дека овде христијанството е од самиот почеток, па и е можно Свети Николе да потекнува малку од пред тоа време кое што е говорено, затоа што во тие стари текстови пишува за непознатиот период кога Никејската војска пред ова што го спомнав во владеела Овча поле, пишува и за некој голем град, Невсаполис или Нов град, а присуството на руините од античкиот град во непосредно близина на нашиот Свети Николе до селото Кнежи кажуваат на тоа дека целиот овој дел бил активно користен не само во антиката, туку и во средниот век. Што е интересно во овие текстови, во тој прв текст од Мане Чучков, Мане потврдува уште во 1936 дека на територија на денешно Свети Николе, нема да ви читам, читате и сак, на територија на денешно Свети Николе се најдени на редовите каде Свети Илија и Свети Никола, се најдени остатоци од уште постари гради. Во Рецко Мало има и целиот тој дел под Свети Спас, ако се погледнат куќите и дворовите, има исти камени блокови како квадарите кои што се во Кнежи, кои што се од надвор на палатата и долу во базенот, кои што ми дава право заедно со ова што го споменав, не е само Мане што пишува за тој, подоцна има друг текст за тоа, дека овде постојала наслова уште од антиката. Како дополнување на тоа ќе додадам потврдената римска крстосница и некаков пазар овде. Зборник Свети Никола за Свети Николе продолжува со во архивата, во мојата семејна архива и уставштината од Дева Милазар најдов 2 елаборати од екипата за проучување на Свети Николска околие од 1948 година. Значи, неколку години по Втората светска војна, овде се правиле елаборати за се она што е потребно на еден град и на една општина, на една околие. Па така ги чувам оригиналите пишувани на машина, елаборат за комунални работи и за образование од 1948. Во зборник за Свети Николе може да се прочита запис за Свети Николе од 1948, објавен во 1948-1950 во тие елаборати, од кои што дознаваме директно преку неговата фототипна оригинална форма, дури и на начинот каде што е навистина напишано во тоа време, преку оригинална слика, како на средината од минатиот век тие луѓе го разбирале Свети Николе, но и нешто многу важно, водоснабдувањето денес, односно тогаш. Овде се напишани потребите за водоснабдување на градот тогаш и не само на градот, туку и во другите зборници може да се читаат останатите делови во елаборатот за целата околија. Во зборник за Свети Николе е содржан и текст за борбата со неписменоста од средината од 20 век, во кој што забележуваме значајна работа, активна на описменување на населението. Втор текст поважно за Свети Николе по тој на Мане Чучков е тој од Јован Трифуновски од 1962 година, насловен како Свети Николе, главна наслова во Овчеполската котлина, чиј што наслов го инспирираше за насловот на првата книга Свети Николе, главната наслова во Овчеполската котлина, кој што е антропогеографски поглед врз развојот на селото. Јован Трифуновски го дава својот увид за тоа како настанало Свети Николе, но и нешто многу интересно дава список на колку и опис на миграцијата и на тоа, затоа што објавен во 1962 за доселувањата и одселувањата од Свети Николе. Повторно исто како и Мане Чучков пишува список, малку изменат од тој на Мане, со најстарите родови, семејства, фамилии од Свети Николе. Точно има табели од колку села, колку домаќинства циркулираат кон Свети Николе.
И овој текст во тоа време било толку важно што бил затоа што требало да се објави на друг јазик, објавен и на француски јазик. Важен текст за Свети Никола. Зборник Свети Никола продолжил со неколку други текстови од 70-те и 80-те години. Од оние книги има текстот книга за сите општини во Свети Никола, содржано со детален опис на стопанството овде, на економијата. И за да не дошам многу со тоа далечно минато, ќе дојдам до она што е побрзо, да се на крајот го опишува Свети Николе преку и во 20 век, но и има оригинални фототипи од карти, мапи, фотографии и документи од службен вестник кои што го покажуваат стопанскиот и економскиот развој на населбата. Содржан е и текст за малопродажната мрежа и освен тие сите текстови за стопанството и економијата, фототипи и текст за малопродажната мрежа во градот. И она што ми е особено мило, сакам да се вратам на она што го зборев пред малку. Нашите предпоставки се дека овде имало многу повеќе од 40 цркви, а голема е веројатноста дека пред време турско во Овче поле имало околу 365 цркви и храмови. Иако најчесто може да се прочита дека кога Милутин го освоил Овче поле и изградил црквата Свети Никола, што исто така не е потврдено, она што е многу поверојатно дека во денешно Свети Николе со сигурност постоеле 6 цркви кои отсликувале совршен крст. Црквите се наоѓале на местата на денешната црква Свети Никола на север, во местноста Свети Спас на југ, на ридот Свети Илија, каде што е изградената и нова црква посветена на Света Лилија Македонка, на запад, кај денешната црква Свети Стефан на исток, а тие линии се пресекувале кај старата црква која била кај денешната полициска станица, како што знаеме имало џамија турски амон таму, имало голема черчешна муслук, но таа џамија била градена врз стара црква, која што според старите записи што можев да ги најдам, што не има официјално потврдено, е многу веројатно дека била посветена на Архангел Михаил. Кој ќе се повлече таа линија, како што реков, од Свети Илија до гробиште Свети Стефан и од Свети Никола до Свети Спас, се прави крст. Сега се поставува прашањето дали е тоа случајно или некој навистина знаел што прави. Затоа би само сакал да го кажам моето скромно лаичко мислење, затоа што ние како генерација немаме доволно свест да ги спознаеме мудроста на тие древни градители. Единствено нешто што знаеме е дека сите стари храмови биле правени на места каде што имало извори на вода. Сведочиме на подземни води токму на овие места каде што ги споменав. Многу е веројатно дека оно што било како знаење во антиката е кодирано и во дел од градбите и во црквите, затоа што многу од нив се наоѓаат и на места на стари храмови најчесто посветени на Сонцето. Старите цркви во Свети Николе, она таа линија која ќе се повлече, поминува низ знаат по изразните американско мало долу, кога се има записи кои потврдуваат дека во американско мало е најдени исто такви остатоци и свод од рано христијанска базилика, како и под до црквата Свети Никола, што се повезани со црвени тули од рано христијанска базилика. И многу ми е мило што можам, освен датата на ослободување на Свети Николе во Втора светска војна, да кажам дека и во зборник за Свети Николе е содржан и фототип од вториот број на службен вестник, 45-та, во која што е запишан како Свети Никола. Ако се погледнат дека мапите, дури од 57 американски мапи има излечици, ако се погледнат тие мапи, ќе се види дека градот бил именуван како Свети Никола дури до 50-60 години од минатиот век. Од време бугарско-српско, од време турско, во сите извештаи на други јазици пишува Свети Никола, а не Свети Никола. За воля на вистината постојат и српски и бугарски текстови од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кои што го пишуваат како Свето Цртичка Никола,
или Свети Николе Споран. Официјалните документи и печати од тоа време покажуваат дека градот го носил името Свети Никола. Сега, првото по скоро време, значи Свети Николе мене ми наликува на град Светог Николе од српски и како ништо друго, дека тоа е некој диалект Свето Николе и не знам што, да има песна од 1945 од зборник на македонски народни песни, која што е многу слична со една од песните во зборникот на браќата Милошиновци, во која што се пее за како некој си овчар кој што имал многу шупалка, свирка и свирел, и имало некои самовили на кој што немало кој еден свире и го викнале тој овчар. Ево таа песна, стара верзија, има зборник на Милодиновци, има во други зборници од целиот Балкан, но ја има и во збирката за народни песни од 1945, во која се песната оди Ороме играле 300 самовили, Ороме играле Мефтера немале, Мефтера до чуле там овчко поле, Мефтера имал стојан од Мефтерџија, на средовчко поле до Свето Николе и кога да пуштиме Мефтера да ја земи, па ја пуштиле Ѓурѓа самовија. Свето Николе 45-та, како вокативна форма, како враќање, е забележано во таа песна, но во истата таа година е забележан и фототипот кој што го споменав во Службен вестник, во кој што пишува градот е запишан како Свети Никола. Не дека нешто е многу важно, може би за некој името на градот, но сведочиме дека нешто во ќе се извините само топонимите на географските карти и мапи. А така, сам со свој очи сум забележал дека во различни едиции на карти и мапи одредени местности се запишани на различни места. Тоа се случува и во старите мапи од среден век, од поблиско време од 18-19 век, на различни именувања, што може да се претпостави дека се должи на грешка при препис, мерење, толкување и така натаму. Но, ако земеме дека на територија на Република Македонија во изминатите 70 години најпротежирани и промовирани локалитети се, например, Стови и Хераклеја, Охрид, Того. Стови и Хераклеја, и до каде Стови и Хераклеја, рано христијанство, Рим, антика, рана антика, малку и Того. Староседелците овде, повозрастните овчеполци, луѓето кои што комуницирале со возрастните, знаат дека во селото Кнежево Свети Николе многу од куќите се градени од тие камени на древот. Па луѓе, во непосредна близина, ајде не од еднаш на Свети Николе, Рецко мало и така натаму, што е многу одамно. Но овде цело време постоела населба, што од раната антика, па додека се правеле сите тие истражувања, дури од 1976 там Николчич убицирал, горе било зора и се, и не се превзело ништо за овде. Што ми дава за право да предпоставам кој сака нека каже дека е теорија на заговор, дури ми е мило ако нека каже дека е теорија на заговор, затоа што најчесто теоретичарите на заговор се потврдуваат дека биле во право, особено во последните 10 години, и со оние теории на заговор со кои што јасно ми е запознала јавноста во однос на Македонија во книгата Имагинариум и во делот моите обраќања на телевизија, се испоставило дека на крај не биле теории на заговор. Па затоа предпоставувам јавно дека е возможно некој намерно да ги променува тие имиња на топографските мапи и затоа што многу се милува да се променуваат имиња, датуми и така натаму, како што спомена 74-та, поради политичка одлука, а не некаква друга, е променет денот на ослободување на Свети Николе од 8 септември на 14 од 8 ноември на 14 септември. Ако било како до тогаш би требало денот на ослободување на Свети Николе сега да го тоа да го правиме како настан за во пресретно трешниот ден кога би бил другиот проток. Името на градот исто така предпоставувам дека било сменето за да не подсетува на Свети Никола и на тоа име. Затоа што и вака е, а тогаш во цела форма како топоним би бил единствен град со име на светец во Македонија. И зошто Свети Николе
Свети Никола, дали поради тоа стара црква која што е бутна на турците. Па кој вика дека има таква легенда, нека дојде да позборуваме за времето на Карпошевото восстание во Овче поле. Доколку отидете во близко до село Трстеник, во Ѓуриште, од чешмата во Трстеник и продолжите право, ќе стигнете до селските гробишта, таму во еден чвуново има една огромна црква на која што е паднат кров. На влезот на таа црква има взидано, вака како тука влезе од тука, има тука взидано еден камен на кој што пишува 1682, 1682. Доколку отидете во Ѓуришкиот манастир, се надевам дека тоа како експонат ќе можеме да го изложиме многу набрзо за јавноста за да биде заштитено. Односно, доколку нема да проверувате таму, нема да го видите каменот, го имаме скриено со водана, иако е во самиот двор не се гледа. Во зборник за Овче поле книга 5 го пишува тоа. В лето 1595 двор со зида тој и тој. Таму постои камен на кој што пишува 1595 како година и наше писмо и наш јазик кој што се разбира. Тоа се градби од времето пред Карпашево восстание. Мане Чешков забележува предание кој што го чула од соседна Петковица, денешно Лозово, по старо Џумајлија, а уште постало и вистинско име Петковица. Од соседна Петковица дека чув предание од старите турци дека Алеман на повлекување ги разрушил нивните такие џамии, Алемани, Германија, Австро-турска војна, Карпашево восстание. Пред Карпашево восстание ова било град, според мене, и како што е запишано, не било авторските текстови кои што се содржани тука, ова било град кој што многу би наликувало кога бил зачуван денеска на она што е Кратово, например. Оно што го покажува после, да се покажува после тоа преку архитектура, преку сами тие градби се забележува дека се користени стари камени блокови, што оди во прилог на мојата теза. Зошто Свети Никола или Свети Никола? Во 2010 година имав прилика да го посетам градот Бари во Италија, каде што се моштите на Свети Никола. И тук кога по многу години погледнав, кога видов многу туристи таму прво моштите на Свети Никола, си реков, не од туристи од економски, па дај на крај од економска гледна точка до која ќе стигнеме на крај на оваа беседа, ама од културна, цивилизацијска вредност, како би било дел од тие луѓе кои што ги видов таму, да дојдат во моје Свети Николе, да ги видат црквите тука и почнав да истражувам повеќе, видов дека точно во тој непознат период, кога се пренесувањето на моштите на Свети Никола од страна на крстоносците наводно од Турција кон денешна Турција кон денешна Италија, дека тој истиот тој период кога овде е сосема непознат во историјата и е период кога точно тие никејски, латински војски и така натаму владееле на овие простори. Од таму доаѓа онда стар град, што го споменав, Нефсаполис или Ерсаполис. Како што начинот во Свети Николе главната наслова во Овчеполската котлина, така во зборник за Свети Николе предпоставувам дека е можно името на именувањето на населбата да е поврзано со пренесувањето на моштите на Свети Никола, на што во прилог оди и празнувањето на летен Свети Никола на 22 мај или постаран 9 мај и многуте цркви во околината посветени на летен Свети Никола, како би ја споменал прекрасната црква во Мечкуевци, црквата во Долно Љилјанци, постои црква во Струјманци, која што е разрушена, посветена на летен Свети Никола, виште не сум ја посветил. Посветени на Свети Никола овде сме црквите во Сопот, Кнежи и многу други. И за да не звучам како сензационалистички, затоа што споменав 365 цркви, ќе споменам дека во прилог на она што говорам оди и тоа што сите оние камени крстови кои што ги гледаме насекаде, вклучително Свети Спас, при многу поголеми од Ѓуриште, Словец, Манговица, тој дел натаму, околу секој село постојат такви камени крстови, за кои што со
моите соработници, предпоставуваме дека се знаци за стари храмови и се надевам дека дочекаме да добро време кога старите цркви прво ќе бидат заштитени. Оно што ни го споменав е од каде што идам. Нема да зборам многу за историските прилики од најдамнешниот период, за записите и така натаму. Зборам за оно што е видливо со очи. Толку отидете во едно село заборавено овде од близина на Свети Никола, селото Гориловци. Ќе ја видите во црквата Свети Никола во Гориловци. Ќе ја видите најстарата фреска на Свети Никола во Овче поле. Оно што е таму представено како приказ во црквата, е вистинско невредно културно наследство, како богатство кое што одитно треба да се заштити исто како и сите останати цркви, не само посветени на Свети Никола, туку и на сите други светци во Свети Никола и Овче поле. За се вратам на Бари, овде постоел чудотворен бунар, постои легенда за Стефан Дечански, прогледувањето на Стефан Дечански на Свети Никола, во Свети Николе, во црква Свети Никола на Овче поле, дека бидат во вратот Свети Никола. Постојат други историски записи за бугарски српски владетели, чии што брат на брат, татко на син ги ваделе очите на Овче поле или во околина на Овче поле. Враќањето на видот на Стефан Дечански од страна на Свети Никола е поврзано од датумите на празнувањето на тие денови, култот на Стефан Дечански овде е поврзан и со поставеноста на звездијата на небото. Затоа може да се прочита малку во Зборник за Овче поле книга прва, а многу повеќе во она што следува од моите изданија, тоа се македонски приказни, едицијата на македонски приказни. Тие датуми, зашто го споменав тоа со градењето на Девето Овче поле, на Свети Никола е на многу ниска надморска висина, па само ако за миг се исклучат сите светла во градот, ночното небо ќе ни биде многу повидливо. Во старо време, колку и да тоа било одамна, тоа многу значило за да се определува временски календар, не само календар за кога да се сееш и така натаму, но и многу други работи. Познато е дека народот според некои празници, макавеите, например, го определувал народна метеорологија, го определувал времето како ќе биде зимено. Затоа ги споменувам сите овие работи, затоа што само неколку генерации на луѓето пред нас, ево нашите дедовци, баби, нашите прабаби и прадедовци, нови кои што сме овде, има едно друго знаење, друго поимање на животот и друго разбирање за целото постоење и друг пристап и сваќање на природата, на велонакијето и на целиот човечки живот и дадатост да можеме да обстојуваме и да употребиме момент на планетата Земја, од раѓање до смрт, тоа што измеѓу нели го нарекуваме живот, па тој живот треба да се, според моето лично искуство, треба да се секој човек да се стреми да си го стигне оно што го е како личен потенцијал, без да се возгордеува со колку што може да е скромен, но и да не заборави да се, но и никогаш да не се подценува и да си го вреднува својот труд. Па затоа ги зборам сите овие работи и ни го сменија името на државата. Го сменија знамето на државата, сменети са парите са преправени на државата. Па нека тргне од Свети Николе, Свети Николе да биде Свети Никола, за почеток неофицијално. Секако е Свети Никола преку моите написи, појавување на телевизија, целата енергија која што тоа го подига во населението, секако е Свети Никола во тие стари документи, а соседно мозово нека биде Петковица, па не дека тоа некој сака да прави христијански туризам овде, тоа е само плюс, туку враќањето на вистинските имиња, именувањето на нештата со нивното вистинско име, дава можност тие нешта да обстојуваат, да битисуваат, да живеат и да обостануваат. Како за последен дел од целото ова обраќање, сите стари градови биле правени, како што спомена, брзи извори на вода, чиста вода и така натаму. Денес, во нашето мило и драго Свети Николе, во градот кој што да го направија населено место и се надевам и дека додека сме живи ќе стане град со сите одлики на еден град, затоа што го имаме целиот потенцијал, услови и ресурси за целото тоа, дури и човечки ресурси.
добра воля сега за која што ми многу драго. Со воля на вистината, ова општинска сала сум побарал 3 пати до сега да се обратам овде пред Совет кога овде имаат собрание. Не ми било дозволено. Ова е втор настан на кој што присуствувам овде, на кој што сум јас ученик, на првиот бев учесник, на првиот бев модератор. Од 2018 овде ми беше повторно, тој не е гост овде, тој е наш почесен граѓанин, Домагој Николич од Хрватска, со кој што ги представим истражувањата на геоглифот. А сега ова е прв настан кој што го водам сам, зашто сум особено благодарен на градоначалникот што ми веднаш дозволи да го потребам оваа сала. И затоа што оваа сала е навистина за тоа. Целата ова општина е Марокко народ, па како што се менувало, не мора официјално да се менува, не мора референдум да се прави за името на Свети Никола и така натаму. Но тоа може би ќе тргне на некаков друг начин и може би ова ќе го слушнат и други луѓе и ќе доживееме на вистина Свети Николе, Петковица, па и Македонија да си обради името и да се нарекува Република Македонија. Како што пак е, како што кажам, именувањето на нештата, градовите, луѓето, настаните, симилното, вистинско име е многу важно, затоа што со символите нема играчка, символите се езотерични и екзотерични во исто време. Свети Никола како град е символ не само на Свети Никола, туку е символ и на борбата на македонскиот народ за слобода и човечки правди. Во Свети Никола на крајот од 19 и почеток на 20 век бил еден од најголемите војни и полицички гарнизони во тоа време. И покрај тоа во градот народот обстанал. Како обстанал, се знаеле тие тоа се околу жртви и така натаму, но обстанал и во периодот пред Втората светска војна исто така, она што ми се представува како дека цветале рози во бившата држава, не било баш така розово, што покажува економската анализа и тие текстови од новинарски записи. Иако многу нешта се отворили, работели и така натаму, сепак од денешен економски пристап, сето тоа на крај не било одржливо, се покажало дека е неодржливо. Денешни Свети Николе има потенцијал право за промена, за како што наликува на град на 21 век. Ние имаме во центарот на градот најголемата киносала во Источна Македонија, веднаш на излезот на градот го имаме единственото 3D кино во Источна Македонија, што е тоа имаме ова сала, имаме просторите во Домот на културата, го имаме дворот на црквата, го имаме Девичкиот манастир, го имаме Ранчевци, нема да зборам сега за околината на Свети Николе многу, затоа ќе се видиме пак, се надевам за 2 седмици, за да не стане доsadно. Свети Николе право има потенцијал да покаже што е тоа град на 21 век, па се надевам дека оно што ни е навистина потребно, тоа е водовод, канализација, дека ќе биде средена, дека народот кој што живее овде малку повеќе ќе си го цени, почитува местото во кое што живее, не само еколошки, туку и морално и етички и така натаму. Дека Свети Николе било пустелија, не би баш рекол дека е пустелија, овде има 1000 страници во 6 книги, не става малко, за Свети Николе и овчето. Не би рекол дека е баш пустелија, кога на 7-8 јазици сум пронашол текстови во кои што не само бегло информативно, туку детално се пишува за Свети Николе. И Свети Николе има огромен човечки потенцијал. Како што знаеме, луѓето кои што, голем дел од луѓето кои што се овде, се секој стручен во својата област. Вредни, честни и работливи, но многу години, би рекол децении, тоа е некаде, тоа трае, па може би скоро полвек. Заедницата некако цело време ги отворила недобрите во своите сфери, кој може да е најдобре после. Затоа и добрите водачи се познават на добриот тим, затоа што се собираат луѓе кои што се стручни секој од својата област во нивниот тим. Свети Николе има прво огромен човечки потенцијал, за кој што се надевам дека ќе биде ставен во разумна употреба, во полза на стабилен живот и мирен и спокоен и нормален економски стандард
на населението. Имаме многу луѓе кои што прават ракотворби од разни секаков вид. Скоро секој домаќинство прави зимници. Има премногу напуштени куќи, стари куќи кои што се празни зелени и така натаму. Имаме огромна можност за изградба и употребување на стари капацитети за туристичка намена, но и можност за работа на многу има млади кои што само туризам кои што имат завршено, IT и така натаму. Целиот тој кадар треба да се потрудиме буквално сите заедно, секој колку може, како може, барем со збор и со мисла, ако не со друго, да се потрудиме да се го задржиме овде, затоа што доправа ќе ни треба. Свети Никола има огромен економски потенцијал за органско умнено, за земјоделие, за производство на здрава храна. Она што треба, на кое што треба да се работи е развој на сточарството во општина Свети Никола. Подипно разумно потребување на природните ресурси во општина Свети Никола и cultural heritage management, заштита на културното наследство. Ова е приказ на истражувачки мултидисциплинарен деценијски проект во полза на промовирање, односно представување и прикажување на културното наследство, кое што го има Свети Никола, општина Свети Никола и сите соседни општини кои што зафаќаат делот од Овчеполскиот регион. Присуството на сите тие луѓе, на сите тие научници во Овче поле во изминатите години, така натаму, ми е заинтересираност кон дел од мојата работа што ви ја представувам овде, во која што не сум сам. Ми дава за право да повторно да предпоставам како пак нека теорија на заговор, дека тоа е дури и намерно. И пошто кажат многу сменување на дати, имени и така натаму, на зборник за Свети Никола е представен наш приказ. Затоа не окрстив на зборник за Свети Никола, за да не е нешто абстрактно за Свети Никола, но има на наш приказ, на слободен уметнички приказ на она како ние го доживуваме модифицирано градскиот грб. Се надевам дека оваа сала, освен за како што е достапна за мене сега, ќе биде достапна за сите, не само млади, туку и возрастни луѓе кои што сакаат да ја промовираат својата работа од било кој опис пред македонскиот народ во Свети Никола и во Овче поле. И дека Свети Никола ќе биде запаметено како единствениот град со име на светец Свети Никола и ќе доживееме да си го врати приматот на централна и главна маса во Овчеполската котлина, но и на економски центар на регионот, затоа што, како што веќе кажав, потенцијалот со кој што располагаме не е за испуштање, не треба да си дозволиме она што им се случи на голем дел од соседните држави, па и на веќе дел од соседните региони, она што се случи за кое што не сакам да зборувам сега, она што случуваше во изминатите години, за кое што не сакам да зборувам сега, затоа што тоа не е тема на денешната средба, па ќе ве повикам сите сега, откако ќе го завршам, веќе го завршувам ово обраќање, кој што го крстив како Овчеполска беседа втор дел. Првиот дел ми беше 2016 на Бадимната Спирит фестивал во кинокултура во Скопје, каде што го представив Овчеполскиот геоглиф. За прв пат вака пред луѓе собрани имав прилика да зборувам како што гледате слободно, без подготвен концепт и текст и да представам дел од мојата работа. Ќе ве повикам да ги посетувате, тие се некомерцијални апсолутно, интернет страниците ovčepole.mk, svetinicola.ovčepole.mk, lozovo.ovčepole.mk, shop, продавница chop.ovčepole.mk, nikolaovčepole.mk, но и да го посетувате видеоканалот на продукција Ристон на YouTube. Тоа е монетизирано за работуваме на YouTube. Много пари. Таму можете да кликате и да гледате нашите видео, кои што ви се достапни за бесплатно гледане, па дури преземани. И сега на крај дода
Зборник за Свети Николе представува прво издание од ваков вид во историјата на Македонија, која е посветена на единствениот град со име на светец Свети Николе. До 1945 година именуван како Свети Никола. Преку авторските текстови, првично содржани во книгата Свети Николе, главната наслова во Волчеполската котлина и собраните значајни фототипи од минатиот век. Зборник за Свети Николе возможува на читателите да се запознаат со минатото на овој град и периодот од првите познати записи за меток околу црквата Свети Никола, па се до крајот на 20 век. Фототипите од службен вестник пренесуваат информации за стопанството во 50 и 60 години од минатиот век, а и се чутите од новинарски написи го деловуваат развојот на градот пред 40 години. Дел од користената литература ја открив во библиотеката на мојот дедо Лазар Серафимов, учител историчар, зашто сум му благодарен на мојот војко Тони Серафимов, кој ми возможи да го користам непоценливото наследство кое ни го остави дедо ми. И сечоците од вестниците ги добив како наследство од дедо ми Ристо Гонев, кој во минатиот век со децении бил дописник од Свети Николе за вестникот Нова Македонија и основач и прв уредник на вестникот Волчеполски глас. Останатите извори за потребите на овој зборник ги пронедел во НУК, Народната университетска библиотека во Скопје и неколку домашни срамски дигитални библиотеки и архиви. Оригиналните пасоси од стара литература, како и делот со новинарски написи за Свети Николе, може да се прочитаат и во едицијата зборник за Волчеполе книга 1, 2, 3, 4 и 5. Пред сите текстови кои се пренесени во фототипна форма, уредно се наведени кориците или првите страници од книгите и списанијата во кои биле објавени во минатиот век. Благодарност до сите кои во минатиот век пишувале за мојот роден град Свети Николе. Символот на корицата инспириран од идејното решение на Лазар Серафимов за машината, а дигиталниот цртаж го изработи Игор Андронов. Се надевам дека со овој зборник ќе се подигне колективната свест за значењето на централната наслада во Волчеполската котлина, градот Свети Николе и неговиот економски потенцијал. Користам оваа прилика да се благодарам прво на свештениците од храм Свети Никола и што се грижат и сите други храмови во Волчеполе за безрезервната поддршка во изминатите години. Да се заблагодарам на моето семејство за поддршката која што ми ја дава, на моите најблиски соработници од продукција Ристон, Волчеполе, Мока и Фотокис, со кој што сме неразделни. Бубамар Ахит, исто така, Горан и Антонио Миланови, кој што не може да присуствува овде, кој што сум му изврно благодарен, без кои што ова соработа и печатење на книги немаше состој. На сите луѓе кои што во изминатите години морално, духовно, материјално ја поддржуваат нашата работа. Благодарност до градоначалникот на општина Свети Николе за тоа што ми дозволи да ја користам општинската сала. Благодарност за присуството на сите, на моите другари, пријатели, познаници, семејни пријатели, наставни, соседи, свештеници и блиските позади камерите. Фала ви на сите. Еве тука еден мој близок човек сака да каже нешто, дига ми два прста. Ти што биде два прста слово? Сакам да кажам нешто. Пој. Знаеме дека некои луѓе во градот велат дека црквата Свети Никола порано не била таму на Ридо Свети Никола и до нитина. Но она што го спомнавме и она што го гледаме е дека имаме старата век под неја и при тоа кога беше задржана дренажот за 10 години, навистина се откри своето драно христијанска базилика. Тој чудотворен бунар, кај што наводно Свети Стефан Дечански се измил според едното и погледно па поглед, се вика поглед или црквата во која што Свети Никола не го дал бидот, е многу веројатно да е оваа црква и тоа да е многу стар извор на вода. Знаеме дека порано до гробиште кај на паркингот имаше едно, кај што не е сега, ако ја добро памтам, повозрастните нека ме коригират некој, а ја памтам дека таму кај што имаше
паркинг кај се асфалтиран, дека нешто имаше као затрупано, многу одамна го памтам тоа, дека не овај бунар се кај до црквата, него понаа Вечичко Митко веројатно памте дека имаше затрупано, го беше покриен со гранки. Со гранки беше, ја така покриен. Дека на Рудина имаше една водичка за очи му е за такво, дека по-многу има. Се. Мило ме што ово прашање, ја според истражувањето кои што ги имам направено, постојат некои сведоштва од луѓе кои што веќе не се живи до тука на нас физички присутни, кои што во Втора светска война потрупан некој бунар у самиот атар на црквата. Ако знаеме ништо, не знаеме за периодот кога градските гробишта биле префарбувани од црквата долу. Многу малку се знае за тоа. Предпоставувам дека во тој период, односно во периодот за време на Втората светска војна или потоа, тој бунар бил затрупан. Повторно ќе кажам најверојатно поради политички причини, зашто велам тоа. Сведочиме вие свештениците најдобро знаете за огромната влага во градската црква. Иако се правеа работи за дренажа, не можеше да се спречи влагата. И минатата година, 2020 беше тоа, да, на 2 март го снимавме Овчеполско оро и таму ставихме, нели, ни помогнаа да се наполни од доброволно пожарно друштво и од комунално да се наполни базенчето до црквата, по символиката не беше и затоа зајди море јасно сонце и таму е сега ще пеја девојките од ансамбл. Таа песна мене ми додеа таа проста жетва, па на видеото точно тоа беше пушта чешмата во првата песна, а на крај играат околу бунар. Символика ни беше дека со видеото сакаме да направиме повикување на водата во Овче поле и сосема случајно, знаат постори оглобили прво тоа, на лани распуканили дрвото до чешмата у двора на црквата на саботата на сам ден Великден. Сите тие подземни води таму ни кажуваат дека тај бунар најверојатно мора да е таму, затоа што самите икони кои погледнаме долу линијата на кога е тоа правено, дека не е само 1841 кога е правено, дека децении после тоа луѓе се дарували икони и се тоа, тука морало да има бунар, затоа што секоја црква била правена до таков изворна вода. И слободно ќе поставувам отказ за прашањето дека тај бунар е многу возможно да се наоѓал тука. Дури пред години кога бевме на мерење на геоглифот горе, тогаш си дозволимо да пуштаме рашни прачки за вода и покажуват некои работи, огромна количина на вода, која што не е површна вода, површинска вода само од самата црква има тој рид. Затоа не треба многу средства и надевам се дека у разумен пристап, еве оваа сала ќе се прави за месец и пол план за 2022 за Свети Николе, па може би некој ќе се сети тоа да го вклучи, имаме што има луѓе кои што ако го слушнат тоа би може да го процесуира на правилно место. Епа, народе, ви благодарам на сите, особено благодарност до представници од Советот на општина Свети Николе, надевам се дека со вас нема да се расправам да се